Благодарам, председателке. Навистина, жалам што овој амандман кој се однесува за општина Прилеп го образлага колешката Николова од општина Аеродром. Ке беше многу подобро подносителот кој е прв подпишен, господинот колегата Миле Талевски од Прилеп, да го образложи амандман и военно да одговори зошто во изминатите 4 години како пратеник на власт гласаше секогаш против овој истиот амандман кој го поднесуваме веќе неколку години уназад. Колешката Лашковска во претходниот мандат и јас. Значи, кога сте на власт, водите една политика, тогаш граѓаните колешки Николова од Прилеп не сакавте да си одмараат покрај убави паркови, покрај средени речни корита, тогаш за Прилеп немаше пари, ги одбивавте овдека на ангро амандманите, кој се сложувам, овој е добар проект. Но го предлагавме ние. Не знам дали знаете ова Дабнички канал каде се најдува, имаше и проект, веќе започна да се гради во времето на Маријан Ристевски. Откако дојдовте вие на власт во Прилеп, господинот Илија Јовановски прекина тој проект. Имаме историски, внимавајте, за Прилеп. Оваа влада на ВМРО ДПМН одобри за оваа година 3,5 милиони евра. За оваа година, 2024, во кој се опфатени 3 капитални проекти: изградба на кружен тек на улица 11 октомври, улица Кеј 9 септември и улица Кеј 1 мај. Тоа е мостот Табана Колешки Николова, за кој можете да си прашате. Имаше и направен проект, аплицирано до Светска банка, со грандиозен проект, со кружен тек на самото речно корито на мостот, каде што вие како партија и вашиот тогашен градоначалник во Прилеп со еден подпис на еден ваш така наречен во наводници стручњак го одбија, го поништија тој проект и тој проект пропадна со обезбедени средства. Толку се грижите вие за Прилеп, за речното корито. Во самото речно корито ќе беше и доградба на коритото со овој проект на мостот Табана. Уште одобрени се средства за изградба на улицата Победа и реконструкција на постоечки водоводни линии во градската четврт Карабдалица. Ова само за една година. За година за Прилеп ќе има рекордни 8 милиони евра, што е надзапамтено досега и со што ќе се решат сите инфраструктурни проблеми во градот Прилеп. Она што беше незамисливо за ваше време. За ваше време, знаеш што се случуваше Колешки Николова со Прилеп? Ако пишевте на Time.mk или на Google, било каде, на пребарувач на вести, Прилеп ќе ви излезеше црна хроника. Запалени возила, тепачки, дрога, оружје. И што видовме, еве, вашите први луѓе во МВР Прилеп сега се суспендирани за нелегално издавање на дозволи за оружје. Вашиот тогашен командир беше уапсен на Плетвар за трговија со дрога. Од ДЕА, не од вашите служби од МВР, бидејќи вие ги измисливте тие луѓе. По тоа беше познат Прилеп. По криминал, корупција, рекет, плачеа граѓаните на Прилеп, фирмите во Прилеп. Нема фирма што не е изрекетирана во ваше време. И сега, навистина чудно, ама премногу лицемерно, да предлагате амандман кој сте го одбивале. И вие бевте пратеник и вие сте гласале против овој амандман да не влези во буџетот за 2024, за 2023, за 2022, 2021 година. Секогаш го одбивавте баш овој амандман. Истиот овој проект. Прилеп ќе му се врати сјајот, Прилеп ќе добива, како што добива поддршка од владата на ВМРО ДПМН, и што еднаш да кажам, незапамтено до сега, 250 милиони евра за сите општини во Република Македонија, без разлика дали се под власт на ВМРО ДПМН или Социјалдемократскиот сојуз или ДУИ. 3,5 милиони евра само за оваа година за проекти за Прилеп, кои веќе се аплицирани,
во Министерството за локална самоуправа и за брзо ќе почне нивна изградба. И со тоа ќе добијат најмногу граѓаните на Прилеп. И тоа треба да го поддржите. Со новиот буџет тоа треба да го поддржите, а не да гласате против. Да прекини вашето лицемерие, да дојди на вистина искрена, честна поддршка, од која корист ќе имаат само граѓаните. И за Прилеп, и за сите општини во Република Македонија. Бидејќи гледате, налагате и се кратки нозете. Она што го зборувавте и за кредитот од Унгарија, ви падна во вода. Фирмите со душа чекаат сега да ги земат, да аплицираат за тие средства и да се продолжи со развој на стопанството во државата. Но тоа го прави само влада што работи честно и посветено за интерес на граѓаните и на државата. Тоа го прави влада која обезведува 300 милиони евра за стопанството и 250 милиони евра за сите општини во Република Македонија. А не со вакво лицемерно поднесување на амандмани во време кога сте во опозиција. Ви благодарам.